реконструкцијата на студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу во Скопје денес извршија министерката за образование и наука Весна Јаневска и премиерот Христијан Мицкоски. Премиерот изрази задоволство со напредокот на овој значаен проект, со кој на студентите ќе им се овозможат нормални услови за сместување при студирањето. Многу значаен проект, не само за овој студентски дом, туку генерално за сите. Долго време беше заглавен во лавиринти во процедури, конечно е одглавен. Навистина голем напор од страна на Министерството. И мислам дека сето она за кое што зборуваше министерката ќе се случи. За нас е важно да се заврши овој проект и да конечно младите луѓе, студентите добијат, јас би рекол, повеќе од добри услови за сместување, барем од тоа што успеавме да видиме една просторија како сето тоа би изгледало однатре. Мислам дека и вашите сниматели тоа го проследија. Споредено со тоа како било порано, станува збор за огромна разлика. Тендерот за избор на понудувач за набавка на 120 електрични еколошки автобуси за јавен превоз и станици за полнење е поништен од страна на Министерството за транспорт. На јавниот повик кој беше објавен на 17 јуни, само една компанија доставила понуда, соопшти Министерството. По извршената евалуација, комисијата надлежна за спроведување на јавната набавка утврдила дека компанијата не ги исполнила критериумите согласно објавениот јавен повик. Во функција на подобрување на јавната хигиена, а ефикасно справување со еколошки предизвици и брза реакција на терен, Општина Ѓорче Петров го презентираше новиот специјализиран камион за отстранување отпад и санација на критични точки долж реката Лепенец. Возилото е наменето за интервенции во кризни услови, отстранување диви депонии и пристап до тешко достапни терени, што представува сериозен чекор напред во зајакнувањето на теренската подготвеност и оперативните капацитети на општинските служби. На презентацијата присуствуваа министерот за локална самоуправа Златко Перински и градоначалникот Александар Стојковски. Во рамки на проектот Се гледаме во мало, градоначалникот на Центар Горан Герасимовски се сретна со жителите на Пролет и Маџир Маало, кои говореа за секојдневната живеачка, проблемите, но изнесоа и идеи кои ќе бидат реализирани. Ние како општина покрај за кровови и лифтови даваме субвенции за фасади. Ги повикуваме граѓаните да дојдат во општина да се информираат за да ги искористат овие субвенции за реновирање на фасадите, рече градоначалникот Герасимовски. Тој кажа и дека со градот водат поголема војна редовно да го сервисираат проблемот со кабастиот отпад и дека општината неколку пати во текот на годината организира акции за собирање на ваков отпад. Герасимовски најави и изградба на нова градинка во Маџир Маало. Првиот мултифункционален центар, каде аеродромци ќе можат да уживаат во концерти, кинопроекции, мултимедијални проекции, театарски представи, ликовни изложби, конференции и голем број други настани, ќе се гради во непосредна близина на спортскиот центар Марко Божиновски во Ново Лисиче. Станува збор за целосна реконструкција и комплетно уредување на простор од околу 1500 квадратни метри. Покрај главна сала ќе има и фоаје, бифе и едукативни простори, работилници. Се уште разговараме со ВМРО ДПМН, но според мене извесно е дека знам ќе има кандидати за градоначалник во Куманово и во општина Центар, најави синоќа председателот на партијата Максим Димитриевски. Претходно и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски го најави истото. Разговаравме искрено, отворено и со почит. Во Козлја заедно со граѓаните зборувавме за реалните проблеми и можните решенија, објави на својот Facebook профил Маја Мојсова, кандидатка од СДСМ за градоначалник на Карпош. Таа додаде дека нејзината визија за општината е секое семејство да живее достоинствено. Вистинската сила доаѓа од вас, од слушањето, од заедништвото. Продолжуваме посветено, за Карпош што го создаваат граѓаните, напиша Мојсова. Од септември ќе започне наплата на паркингот и во реонски центар и во Ново Лисиче, најавија од општина Аеродром. Зонското паркирање го управува и менаџира градски паркинг Скопје, меѓутоа ние сме во координација со нив.
Општината изготви проект и се чека одобрување од град Скопје и Министерството за внатрешни работи, кажа градоначалникот Дејан Митевски. Тој додаде и дека ова е на барање на жителите на овие места и дека воведувањето на наплатата ќе биде истовремено во двете населби, со цел да се избегне миграција на возила од едно кон другото место. Како дел од заложбата за унапредување на инклузивноста во образованието, во средното училиште Кочо Рацин е поставена и нова сензорна соба, посебно дизајнирана за средношколците со попреченост, која представува мирно и безбедно катче, приспособено на специфичните потреби на учениците, со цел подобрување на нивното секојдневно функционирање во училишната средина, соопштија од град Скопје. Сензорната соба е дел од проектот на градот за опремување на сите 23 средни училишта во градот со сензорни соби. Утре вечер свечено ќе се затвори овогодинешното издание на фестивалот Скопско лето со концертот на камерниот оркестар на музичка младина на Македонија Саша Николовски Ѓумар. Диригент е Иван Еминовиќ, а на програмата се Вивалди и Пјацола со 4 годишни времиња. Почетокот е предвиден за 20 часот и 30 минути во Сулијан.